За себе ќе каже дека не води статистика, но изненаден некогаш на социјалните мрежи, односно на Facebook, знае да види некој афоризам на кој што воопшто и не се сеќава. До сега има напишано над 30.000 афоризми, само во престижниот балкански портал Носорог од Бања Лука има објавено 4.000 афоризми, а една од неговите книги Најдоброто од Толевски содржи над 3.800 афоризми. Тука се поправив, не кажав последна, бидејќи токму овој период ќе излезе и последната книга на нашиот гостин, еден од нашите најпознати македонски сатиричари. Добро утро за Васил Толевски и добре ни дојдовте втор пат во Македонија. Втор пат, добро утро за вашите гледачи и за вашата екипа тука. Мило ми е што ме повикавте на првиот рогенден на Балканиум. Да, Балканиум е единственото наше списание така за хумор и сатира и општествена мисла. И сатира, ете така, кое што баш годинава слави, односно месецов слави една година, еве и насловната страна на најновиот број ова, така? Не е најновиот број, печатената верзија, сега на први ќе се појави 12-тиот број и затоа е година дена. Еве вака да покажеме убаво насловната страна и што тоа содржи од како изгледа всушност ова списание. Вели, дојдов порано да кажам да нема после недоразбирање што да се прави, годината не е добра, оваа нова година нема подароци. Ова е јануарското списание. Новогодишен број беше тоа, сега ќе почне редовно печатење. Ајде почнуваме поред, прво уште еднаш да ја доближиме подоброто сатирата до луѓето. Каква уметност е сатирата и што се изразува преку сатирата? Сатирата е дел од литературата кој е малце запоставен во Македонија. Се изразуваат оние негативности што се појавуваат во општеството во строго литературна форма, без навредливи елементи, без имиња, споменување. По мое, сатирата би требало прилично да ја прифатат, поготово политичките елити кај нас, затоа што сатирата би можела нив да им помогне да си го регулираат своето однесување во општеството, однесување кон сопствениот народ, а не да доаѓаат во ситуација да своите функции ги злоупотребува. Токму е тоа предмет и тема на сатирата во на голема форма. Кога се лутеа повеќе политичарите, порано или денеска? Навредливо за нас сатиричарите што пишуваме е дека порано сатиричарите и има сите општествени функции, има позади себе луѓе кои не следеа што пишуваме, како пишуваме, така да некојаш и реагираа наши врвни творци, има дури беа и прогонувани на некој начин, проблематични беа. Сега сме навредени затоа што нашите политичари мислам дека воопшто не ја читаат сатирата и не ги интересира ништо, а правиме големи напори за оние што не ја знаат латиницата, па пишуваме на кирилица, ама во голема мера слабо читаат сатира. Затоа што ги гледам дека не реагираат на ништо. Но некако порано се имаше впечаток дека токму со сатирата цело време се поистоветуваше со политичарите. Меѓутоа сега денеска се уште тоа е, односно тие се главна тема или сатирата има и друга инспирација за искажување? Успеа ли да излезе од таа сенка дека само политичарите се на... Не, и нема да излезе затоа што сатирата всушност е критика на постојното. А она што е најинтересно за народот, а сатиричарите излегуваат од тие слоеви на народот, ретко имаме сатиричари кои се занимаваат со политика, малце бев и ја во политиката, Александар Чотрич, Баљак беа во политика, него главна тема на сатиричарите од секогаш од времето на Радој Домановиќ, Бранислав Нушич, се тие елитни слоеви во општеството. А елитните слоеви од секогаш и сега поготово се политичарите, затоа што и они се до грнето и раката во медот на нив прво им влага. А она што ќе остане за некои други. Втори ешелони ги викаат, трети ешелони. Имате ли омилен афоризам? Па немам, јас стално го цитирам еден афоризам, тој ми е симпатичен, дека во Библијата пишува не кради, ама каде се чуло и видело, министер да чита Библија. Тој ми остана врежен, иако јас сум познат по тоа што моите афоризми не ги ни паметам што ги пишувам и затоа што ми изненаден некогаш кога некој од нашиве луѓе на социјалните мрежи ќе пренесат некој афоризам и ја тогаш сваќам дека тоа мој афоризам одамна е напишан. Многу имам напишано, а многу имам и избришано се овие афоризми. Така да задоволен сум кога ќе видам некој афоризам како се појавил. Кога доаѓа инспирација да не прашувам, Балканот е плодно поле за инспирација за создавање афоризми? После распадот на Југославија се појавија извонредни писатели на афоризми и плодно тло е, рековте тоа е, затоа што
Сега во последниве години, децении, се некои полоши ситуации се јавуваат, народот тоа најдобро го чувствува, а сите тие работи што народот ги чувствува, нас ни даваат енергија да тоа на некој начин го искритикуваме на свој начин, со свој стил на пишување, така да немаме големи проблеми. Единствено тоа што беше е дека немаше поле кај да се пишува, весниците повеќе не објавуваат кај нас у Македонија, згасна на сите весници, немаме портали специјализирани, зато овој Балканиум, благодарение татко и идејен творец на овој весник е Јордан Ѓорчев, главниот човек во Славјанскиот универзитет, кој ни ги отвори портите, не повика на разговор. Он е врвен карикатуриста, активен е, многу, 3 книги му издадено, ама и писател. Сега во Белград му објавија најстариот човек на светот, така да ниста таласна должина се најдовме и мислам дека ова е една новина која ќе го понеси сатирата, хуморот, овој магазин во оние височини кои Македонија ги имаше. Преминуваме на Балканиум. Кажавте во одговорот нешто интересно, затоа би сакал и да го поставам тоа прашање. Се размислува за портал за да се дојде поблиску до младите или некако порталите, електронските уреди не се инспирација, друго е хартија, мирисот на весник? Добро што го поставите тоа прашање. Овој весник од почетокот го држиме на порталот. Balkanium.mk. Добро. Ги има сите броеви на него. И токму заради тоа, бидејќи во последно време дистрибуцијата е многу отежната. Не сме во можност тоа да го направиме, ниту сме уште организирани, него сите кои сакаат да го видат овој весник, го има на тој портал. Така. И јас редовно пред појавата на весникот објавувам на Facebook дека излегува Балканиум број 12, ги наведам авторите тамо, а преку имейл адресите ги доставувам на едно 300 до 400 адреси низ целиот Балкан. На тој начин се дистрибуира. Да, тоа е сега дистрибуција, ова беше новогодишен број. Сега почињаме во септември месец со печатено издание и ќе видиме како ќе се дистрибуира. Коректно од Јордан Ѓорчев и Славјанскиот универзитет не сме обврзани да донесуваме приход. Значи може да се деси ова да биде и бесплатен пример. Така. Интересни соработници, кажавте, и не само соработници од Македонија, никако во самото восписание здружени ваши колеги од целиот Балкан, нешто што е карактеристично за останатите списанија од другите земји. Например, во Србија, каде што е доста поразвиено ова. Во Србија го имаат и еш, и они имаат исто така големи проблеми во однос на дистрибуцијата. Сатирата на некој начин е потлачена форма на литература. Не сме ни прифатени ние од нашите колеги писатели, што викаме, пример, афористичарите не може да бидат примени ниту во друштво на писатели на Македонија. Така да она завеса, каде што нас не многу и рачунаат во сериозни писатели, ја разбивме со Балканиумот и со работниците што соработуваат со нас, се најврвните сатиричари и хумористи на Балканот. Од сите земји имаме. Малку имаме проблем со Словенија, ама таму не е во таков замав сатирата. Хрватска веќе почнува и портали да отвара. Така да овој весник го има на порталот balkanium.mk и можат во секое време да го гледаат. Поготово сум задоволен што младите покажуваат интерес за читање, а јас како уредник главен сум презадоволен ако се појават од тие читатели и некои нови автори. И днината на сатирата не може да биде само во сатиричарите, макар да сатирата колку сте постар, толку е поквалитетна, ама ние нема да видиме вечно и желба моја да се појават некои нови автори. Како е ке младите? Имаме ли нови автори ке младите генерации? За во Македонија конкретно прашувам. Да, за Македонија нема. Има десетина писатели, ги викам ја за да ги поравнам со останатите литературни творци. Има десетина писатели кои се занимаваат со хумор и со сатира. Тие се веќе стари, етаблирани борци, а нови све помалци и помалци има, така да во последно време за еден ваков весник каде што се бориме со квалитет, а не со квантитет, ќе приметите афоризми, пример од врвните автори има по 4 до 5. Ја измегнуваме таа шема, што ќе ни пратат, тоа да објавиме. Бараме само квалитет, за да можеме да избиеме во врвот и ово е прифатен прилично. Значи, ова е еден повик до младите автори кои се заинтересирани за сатира. Ја им стојам во почетокот да им помагам околу нивното креирање, мислата, идејата, конципирање на афоризмот, на сатиратот. И овдека во Македонија се мисли дека сатира е само афоризми и 90% од писателите пишуваат. Ја избегнуваат темата приказни сатирични, затоа што простор треба за нив да се објавуваат. Сега моментално само Балканиум е на овој
во Македонија што се занимава со оваа тематика. Кога беше подобро за сатирата? Во социјализмот или во демократија? Во социјализмот имаше поголеми шанси да се работи, имаше вестници објавува, дури да кажам Остен кога беше врвен вестник на Балканот и во светот со светската галерија на карикатури, таму објавувавме и буквално ние авторите кои бевме застапувавме, ние бевме и плаќани за сето тоа. Не постоеше вестник што ќе ви објаве афоризам или приказна да не го платат. Млад борец беше тука за младите, студентски збор беше со Киксот и Остен беше носител на целокупниот развој. Со појавата на некои тенденции, повеќе партиски систем, со сите тие згаснаа убавите работи, се појави она лошото, ама па каде има лошо, таму има па квалитетна сатира. Така да ние, јас поготово и моите колеги, пример, што ми се околу мене, ние моравме сите наши работи да ги пласираме во останатите вестници, од ИЕШ до порталите што се на Балканот, Етна, Носорог, сето тоа. Така да во Македонија немавме ни портал за хумор и сатира. Јас имав моја страна каде што не можев да објавувам, него ги става само моите книги. Сите мои книги се на vasiltolevski.mk. Ова е она што му требаше, Јордан Ѓорчев го насети, он има шмек за сите овие работи, пошто е... Да, списание, се списание. Да, има шмек човекот, он е карикатуриста, покрај тоа и економиста врвен, држи толка факултет. Мислам дека и днината на хуморот и сатирата лежи во вакви вестници. Така, сега ги споменавте студентски збор Остен, таму сте биле и уредник. Уредник бев во студентски збор за Кикс. Интересно е што сте член на Белградскиот афористичарски круг и на Московскиот клуб на афористичари. Да. Имаме ние во Македонија каде како фела може да бидете собрани на едно место? Остенови. Добро. Имавме, тоа беше здружение едно, ама поднесував на 2-3 пати во Министерството за средства, нешто за нормална работа, за нешто да издадиме, нешто вака. Не бевме прифатени. Инаку јас сум првиот странец што е примен во Белградски афористичарски клуб. Многу работев од балканска антологија, антологија на македонскиот афоризам, 4-5 книги авторски ми се појавија таму. Од пред 3 години сум пример, 5 година бевме во Московскиот афористичарски клуб примени, затоа што мои афоризми се појавуваа во нивната периодика и убаво да сме во такви асоциации, затоа што пред месец дена имавме онлайн конференција на тема на афоризмот, каде бевме 4 од Балканот, па да бидеме малку нескромни, не е ни мала работа македонски автор да се појави на таква конференција, а русите веднаш ни понудија да нашите материјали што ги имаме, она што го работиме, биде објавувано во нивната периодика. Јас се надевам дека ќе правиме на таква онлайн конференција и во Свети Николе, каде ќе се поврзиме, па ќе ги повикаме и ние останатите. Ама поентата ми е на тоа дека нашето Министерство за култура мора да обрни внимание на овие сегменти од живеењето. Се помалку се печатат книги, авторите сами си ги печатат. Нема ништо инвестирано во таа област. Јас знам дека еве сега имаат проблеми и учениците со книги, ама таму се радуваат затоа што немаат книги, не морат да учат. Ама ние се радуваме кога нешто ќе се појави, каде што ќе можеби да ги мотивираме нашите автори, барем со издавање книги на државно ниво, да и они почувствуваат дека некој се грижи за нив. Во момент нема ништо, на есен ќе почнеме, да го речам така, ловечки хајка по овие нашите министерства, по некои други организации каде што дотираат, имаат грантови, имаат донации за вакви работи. Јас сум спремен во поголема мерка да се ангажирам. Јас и све помалку пишувам, затоа што овој вестник морам сите материјали да ги соберам, комуницирам со сите автори лично, ми се пријатели, морам да ги преведувам сам, да ги лекторираме со помош на лектор од Славјанскиот универзитет, ама има многу работа, јас сум голем оптимиста, да знаете. И подготвувате нова книга, која што веќе е готова. Да, новата книга ми е готова, таа е на дното. Има преку 4.500 афоризми, ама нема да го дозволам она што се случува во Македонија. Објави книга во 30 на примероци и на цел клас труби, ако ќе му побараш нема. Ова ја ќе барам сега некој спонзор, сериозен спонзор кој ќе направи 300 до 400.000 ова. Ќе направам промоција, до сега никогаш не правам во Македонија промоција. Ќе направам промоција, ќе ги поделам книгите по сите вакви случување, телевизиски емисии, новинари вамо таму, да види кој инерција на каписло.
Ова сега што го правите е голем потек за македонската сатира, да знаете. Не е ова од куртоазија, него ова стварно беше потреба. Оно што требаше го кажам, гледате сега, све го кажав пред вас. И секогаш сте наш драг гостин, така да ќе се видиме, верувам дека повторно за брзо време, кога ќе имаме некои нови моменти и нови работи. Честитам една година на Балканиум и уште многу години. Благодарам името на редакцијата на Балканиум. Сега подготвуваме издавачки совет. Така да ќе одиме на многу повисока. Ама вас ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам за гостувањето утре. Уште еднаш. Благодарам на вас и на вашите гледачи.